Благодарам. По однос на предлогот за именување на член на Регулаторната комисија за енергетика, нема да зборувам затоа што лично не ја знам, но исто така не ја знам од енергетиката во Република Македонија и не знам какви се незините квалификации за да членува во едно вакво тело, но сакам општо да зборувам за енергетиката во Република Македонија затоа што сме на толку ниски гранки што во сите сфери во енергетиката ни требат најдобрите кадри што ги имаме, а немаме многу. Ќе почнам со ред. Прво, беше многу фалено работењето на ЕЛЕМ, единствената компанија за производство на електрична енергија во Република Македонија, како го зголемила производството, како инвестирала, како што треба и натаму. И на крај се случи, беше променет генералниот директор на ЕЛЕМ. Значи, или не чинел директорот, или не се сработило тоа што треба да се сработи во енергетиката во Република Македонија, т.е. во производството на електрична енергија. И на негово место беше именуван генералниот директор на РЕК Битола, нашиот колега Васко Ковачевски. Значи, тоа што добро работел во РЕК Битола, одлично работел, беше преместен, беше именуван да биде генерален директор на ЕЛЕМ во Република Македонија. Но, од она што го знам, од она што го гледаме, од она што се случува во РЕК Битола, се гледа дека РЕК Битола не само што не работела подобро, него сигурно работела многу полошо од тоа што било во минатото. Знаете, РЕК Битола е столбот на производството во Република Македонија. Значи, произведува 80% од целата електрична енергија во Република Македонија. Второ, во РЕК Осломеј ништо не се случува, беше најавена реконструкција на РЕК Осломеј и продолжување на рокот на работа во РЕК Осломеј со увоз на гориво, со увоз на висококвалитетен јаглен и така натаму, но и во тој дел ништо не се случува. Неготино е посебна приказна. Ај што не работи толку години, не работеше и во изминатиот период, тоа е ладна резерва, знаеме, но тоа што се случи во Неготино беше единствено што најне чинеше и што не е добро општо за целото електростопанство, тоа е што управниот одбор и директорот си ги зголемија платите за 100%, а замислете, ништо не работи. Електраната ништо не работи. Тоа што е сработено таму е, замислете, директорот и управниот одбор си ги зголемиле платите за 100%. Не знам кои се луѓето, не знам колку се стручни во делот на енергетиката, но знам дека и за Неготино има начин како да се стави во функција, но тоа нема тука да го дискутирам, затоа што ќе треба да им кажам што може и што треба да се направи со овој енергетски капацитет. И уште една работа во однос на управниот одбор во Неготино, значи, последна година се покажа дека членовите на управниот одбор во ТЕЦ Неготино се со несоодветно образование. Значи, работеле незаконски и рачунајте се што направиле, се што одлучиле, тоа што си ги зголемиле платите, се е незаконски. Затоа што луѓе со несоодветно образование
не може да одлучуваат во енергетиката. Затоа се пријавив да дискутирам за оваа точка и апелирам до сите оние што се вклучени во енергетиката во Република Македонија и оние што одлучуваат за енергетиката на Република Македонија да размислат подлабоко затоа што таа е столбот на државата. Ако ние продолжиме со ваков тренд, со именување на директори, со именување на управни одбори, со нестручни лица, со некомпетентни, со несоодветни за таа дејност, мислам дека имаме надолна линија и таа надолна линија продолжува и во одреден период во Република Македонија ќе се одрази драстично. Ќе се одрази затоа што ќе дојдеме во ситуација како што имавме неколку оштри зими во кои немаше доволно електрична енергија, а тогаш и оние кои во моментов ни продаваат електрична енергија нема да продаваат, ќе си ја трошат за себе. Секој прво гледа за себе, па после за другите. Цената на електричната енергија во зимскиот период може драстично да порасте и затоа треба во овој дел долгорочна стратегија. Нас не ни треба некој да не фали, некој да не кажува како правиме реформи, а да немаме резултати. Во енергетиката, за жал, резултатите се гледаат и тоа може да го видат сите, а ви кажав, доколку не функционира како што треба ЕЛЕМ, цената на електричната енергија ќе дојде во ситуација да се покачи и тоа тогаш кога ќе биде најтешка ситуацијата во нашето обкружување. Уште еднаш апелирам сите промени, сите именувања кои се вршат во сферата на енергетиката да бидат со најсоодветните кадри, најстручните, најкомпетентните, затоа што Република Македонија нема доволно кадри за да можеме тие што се добри да ги занемариме, а да ставиме несоодветни на тие позиции. Ова се случува во континуитет, едно зборуваме, а друго правиме и ви тврдам дека ќе дојдеме во ситуација каде ќе треба да ги молиме најдобрите енергетичари во Република Македонија да се нафатат за вакви функции, затоа што ситуацијата ќе биде безнадежна. Може би, малку ќе излезам од темата, ќе дадам едно свое мнение за производство на базна енергија во Република Македонија. Може би посериозно и ние како пратеници, а и тие во владата што одлучуваат за енергетиката, треба да се размисли за наше учество во нуклеарната централа Белене во Бугарија, затоа што не гледам друго излезно решение за Република Македонија, затоа што резервите на јаглен и во рек Битола се при крај и нема решение за базна енергија, за производство на базна енергија во Република Македонија. Сето другото што се прави во делот на обновливите извори на енергија е добро, но тоа не може да ги задоволи потребите на нашата држава и затоа уште еднаш апелирам при секое именување во енергетиката сите добро да размислите, затоа што последиците во оваа сфера најбрзо ќе ги осетиме и ќе ги осетат сите граѓани на Република Македонија. Благодарам.